Советот на градоначалници од Источниот плански регион ја одржа редовната 11-та седница на која се разгледуваа 6 точки, меѓу кои и финансиската поддршка за неколку проекти. На седницата присуствуваа 9 од 11-те градоначалници, со што Советот имаше можност полноправно да одлучува. При тоа беше донесена одлука за трансфер на средства за реализација на проектот Нашето заедничко минато патека за заедничка иднина, со кој се финансира реконструкцијата на мултикултурниот центар во Кочани. На седницата на Советот за развој на Источно-плански регион, градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски беше избран за нов претседател на регионот. Досега оваа функција ја врше градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. Новиот претседател Бочварски се заблагодари за укажаната чест и посочи дека соработката во регионот ќе продолжи со иста динамика, зашто бенефит ќе имаат сите општини од Источниот плански регион. Има добра клима за работа во Советот за развој на Источен плански регион, помеѓу сите нас градоначалниците од регионот. За мене тоа е најважно и верувам дека ќе продолжиме со уште посилна динамика заради тоа што веќе имаме и одредено искуство во првите 2 години од нашите мандати, така ќе продолжиме и во иднина и верувам дека после овие 2 години ќе можеме да се пофалиме со одредени исчекори, предности, успеси кои што сме ги изработиле заедно во Источен плански регион. На 11-та седница на Советот на градоначалниците од регионот беше донесена одлука за трансфер на средства за реализација на проектот Културен мост низ вековите, што се реализира од програмата за прекугранична соработка во која носечки партнер е Народното читалиште од општина Белица во Република Бугарија.